Добар ден, вести во 18 часот, во нив ке гледате. Новиот министер за здравство Алиу следната недела ќе оди во Кочани лично да се запознае со проблемите на повредените во пожарот во Пулс. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. СДСМ и ВМРО ДПМН и денеска се скараа за одговорноста околу кочанските настани. Оставки и кривична одговорност за врвот на МВР мора да има. Работат без штитење на функционери, како што впрочем Заев на времето го штитеше Филипче. Со полна пареја се гради автопатот Кичево-Охрид. Наскоро треба да бидат отворени и првите километри. Новиот министер за здравство Азир Алиу во среда ќе оди во Кочани лично да ги чуе проблемите со кои што се соочуваат повредените од трагедијата во дискотеката Пулс. На своето прво јавно обраќање како министер, Алиу вети дека секоја недела ќе има по една пресконференција на која ќе известува за процесот на реформирање во здравството. Сања Трајковска Ставров има повеќе на оваа тема. Ке почнам од Кочани и наредниве денови лично и одблизу ќе видам што се случува во болницата, бидејќи тоа ми е приоритет, а во однос на коментарите како ќе бидам министер за здравство кога сум доктор по информатички науки, а не лекар, треба да е јасно дека нема да оперирам, туку ќе менаџирам, изјави Азир Алиу која одржа премиерната пресконференција како прв човек на здравството. Тој најави стратегија од 5 столбови: мапирање на проблемите, искреност и отчетност, професионален развој, одржливо финансирање и клучно дигитализација, бидејќи според него таа е срцето на промените кои ќе креираат стабилен и политички независен здравствен систем. Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да бидат средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа и ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани. Јас сум доктор по информатички науки, не сум лекар. Но позицијата што ја имам во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце. Нагласувајќи дека од изгледот на дел од клиниките се срами, бидејќи нема ни столчиња за седење во чекалните, Алиу признава дека повторно има проблеми со навремена набавка на дел од терапиите за онколошките пациенти, поради бирократијата со тендерите, но најави дека ова во иднина нема да се случува. Ако влезете во чекална на онкологија, на све личи, но не на клиника која што треба пациенти со такви проблеми да лекува. Знаете дека заради природата на болеста тие морат да се и плюс со некој од семејството и така натаму. Прво што треба, и еве најавувам, ќе биде креирање на достоинствени услови за чекалните, не само таму, сегде во земјите, значи да прво од базичните немаме столчиња за седење, значи пациент во кој што има здравствени проблеми да нема столче за чекање, мислам дека е базично нешто и навистина треба да се срамиме сите и јас како министер за здравство дека имаме таква инфраструктура. Иако кажа дека работите нема да се променат преку ноќ, бидејќи има многу што да сработи, новиот министер најави бесплатни прегледи за дијабет, хипертензија и срцеви заболувања за сите граѓани над 40 години. Кампања која ќе гласи "Подобро е порано. Превенцијата започнува со тебе". За само неколку дена откако и официјално е министер, Алиу формирал работни групи за справување со кризи кои, како што потенцираше, досега не постоеле, а таргетирал и 57 болници и места на кои мора да се инвестира. Со 1 милиарда евра, пари од Британија кои му припаѓаат на здравството, Алиу најави инвестиции, но на две новинарски прашања не одговори директно за тоа кога ќе има нов клинички центар. Алиу не даде ветување дека во неговиот мандат ќе почне изградба на комплекс кој ќе го замени сегашниот на Водњанска, кој инаку е изграден по земјотресот во 1963 и уште тогаш требало да биде привремено решение. Нема правда без одговорност на Тошковски и Јанев. Актуелната власт е виновна за Кочани, обвинуваат денеска од СДСМ. Откако речи си 4 месеци,
Мицковски и Тошковски се обидуваат да прикажат дека нема одговорност кај актуелната власт. Под силен притисок од СДСМ и јавноста, основното јавно обвинителство за гоење на организиран криминал и корупција се одважи да покрене постапки против актуелните началници од МВР. Намерата на ВМРО-ДПМН беше јасна: да се амнестираат од одговорност сите, со цел таа да не стигне до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до Тошковски. Сега, откако јасно дека директната одговорност е во МВР и кај актуелната власт, оставки и кривична одговорност за врвот на МВР мора да има. Експресно одговорија од ВМРО-ДПМН. СДС нека се обрати најпрвен до Филипче, Заев, Ковачевски, Зечевич, Маричич, Спасовски, Ахмети и дружината за секое злодело што е направено во држава изминативе 7 години, а за некои и подолго. Истовремено, додека тие посочуваа кабел за виновник за модуларната болница, тука има правда втемелена на наоди на обвинителство и полиција, кои работат и слободно без притисоци. Работат без штитење на функционери, како што впрочем Заев на времето го штитеше Филипче. Андјушев, Артан, Бујар, Блери, Мерко, Муса, разни внуци, Пуцковци, Грчевци, Барони, Арачиновци и други бандитски ликови од други различни партии, етнички групи кои сложно ја уништуваат државата. По позитивните реакции во јавноста за идејата за затворање на Дебармало за сообраќај, Герасимовски вели дека за сега тоа сепак е само идеја на која ќе се работи. Имаме неколку состаноци и со град Скопје, но и со сообраќајна полиција. Граѓаните едногласни. Ја поддржувам таа иницијатива да има повеќе ред во сообраќај. Строгиот центар е најголемиот проблем според мене. Таму треба да се почне со решавање на проблемот. Продолжуваме со политика. И да има средба Силјановска-Давкова Желјасков во ХАК. Не треба да имаме преголеми очекувања, бидејќи позициите на Бугарија се прилично тврди. Ова е ставот на дел од аналитичарите по вчерашната потврда на премиерот Мицковски дека преку дипломатски канали деновиве интензивно се работи на можно организирање ваква средба. Ивана Стојановска. Се уште нема одговор од официјална Софија дали ќе ја прифатат понудената средба во ХАК со претседателката Силјановска-Давкова на маргините на јунскиот НАТО самит. Очекувањата на дел од аналитичарите се дека бугарската страна сепак ќе седне на заедничка маса со македонските представници, но не се оптимисти дека таа ќе заврши со конкретен исход. Според поранешниот амбасадор Ристо Никовски, Софија се обидува да тактизира преку менување на учесниците на НАТО самитот, надевајќи се дека македонската страна нема да прифати средба на пониско ниво. Најверојатно е дека Бугарија веќе знае која е намерата на Брисел, и затоа е ова одоговечување, намалување на нивото и за наша среќа тоа може да биде корисно во целина, бидејќи не треба да се исклучи дека намерата на Брисел е да инсистира на уставни промени со одложено барање, тоа останува преговарачката рамка и сите наши проблеми. Да се надеваме дека за Софија тоа нема да биде прифатливо, и дека можеби ако треба на крајот ќе се разболе и Желјасков премиерот и ќе дојде може министрот за одбрана, што самата средба ќе стане на некој начин и безпредметна. Можеби е нешто маргинално возможно да се таму договори, али тоа нема во никој случај да ги реши нашите проблеми и во никој случај нема да го отвори нашиот пат према Брисел. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак е на став дека без разлика дали Бугарија во ХАК ќе ја представува претседателот Радев или премиерот Желјасков, шансите да се постигне некаков напредок според него се минимални. Мислам дека не само промената на учесниците на средбата, туку и целиот контекст во кој оваа средба се одвива, говори дека не треба од неа да имаме големи очекувања. На крајот не е толку важно кој ќе се сретне, поважно е дали има политичка волја од двете страни на таа средба да има некаков напредок, или ќе се заврши на некаква декларативна заложба дека ќе продолжиме да ги развиваме односите. Јас мислам дека второто е поверојатно и во таа смисла не мислам дека е многу значајно кој ќе се сретне, дури може да се случи средба да нема. Меѓутоа исходот ќе биде ист.
и да има и да нема средба, напредок нема да има. За евентуалната средба Силјановска-Желјасков во Хаг, како што информираше вчера премиерот Мицкоски, веќе е одреден и предлог термин. А македонската влада е во комуникација со канцеларијата на Европската комисија, но за сега нема потврден одговор од официјална Софија. Се уште немаме повратен одговор, има предлог термин, така што еве да почекаме да се изјаснат од бугарската страна. Шефицата на државата Силјановска, како што веќе изјави, очекува европска креативност за деблокада на евроинтеграциите и порача дека е подготвена за разговор на ниво председател-премиер на маргините на НАТО самитот во Хаг. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Куце Трајановски извршија вонреден надзор над активностите за изградба на автопатот Кичево-Охрид, соопшти од Министерството за транспорт. Надзорот се прави на повеќе позиции каде што во моментов се вршат засилени градежни активности за реализација на овој капитален проект. При извршените контроли беше констатирано дека градежните работи се одвиваат со силен интензитет, согласно новиот динамички план за изградба на автопатот. Исто така беше утврдено дека наследените проблеми со експроприацијата, дислокација на водовите како и косините се решаваат во континуитет согласно планираната динамика. По целата траса работите се одвиваат интензивно, се со цел до почетокот на туристичката сезона да се пушти за сообраќај потегот од Врбјани до Охрид со еден мал прекин кај населеното место Ботун, каде се работи на санација на свлечиште, истакнуваат од транспорт. Според целиот автопат ќе се заврши до крај во 2026 година и истиот да се пушти во употреба. По воодушевувањето на граѓаните за веста дека Скопско Дебармало за време на викендите ќе се затвора за автомобили, градоначалникот на Центар Герасимовски за Канал 5 вели дека оваа идеја која била стара, допрва ќе се разгледува и не може да каже кога би се реализирала. Едно од најраздвижените места во главниот град буквално е затрупано со автомобили кои поминуваат пред масите на угостителските објекти и секако ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. На оваа тема Маја Стојановска. Дебармалските улици за време на викендите речи си да не се проодни. Непрописно паркираните возила покрај локалите, тротоарите или велосипедските патеки создаваат редици возила кои едва и се разминуваат. Ваква беше сликата и вчера речи си пред полноќ, кога сите кафулиња и ресторани се полни со посетители. Автомобили со часови вртеа кругове низ улиците, каде што има голем број на угостителски објекти. Како можно решение за ваквиот сообраќајен хаос и претварање на Дебармало во пешачка зона со почист воздух, Општина Центар размислува за воведување на нов сообраќајен режим, односно да се ограничи движењето на возилата за време на викендите. Првичната идеја предвидува ограничување на сообраќајот од петок од 18 часот, па се до понеделник до 6 часот наутро. Со овој проект се очекува гужвите низ Дебармало за време на викендите да станат минато. Паркингот за резидентите ќе биде регулиран со посебни картички, додека за останатите возила влезот ќе биде ограничен на 15 минути. Сепак градоначалникот на Центар Горан Герасимовски за Канал 5 објаснува дека станува збор за стар проект кој не бил остварен во минатото, а сега општината планира да го ревидира. Пилот проектот вели првично потребно да биде доставен и одобрен и од градот и СВР Скопје, а потоа ќе бидат прецизирани и финалните детали и временската рамка во која би се реализирал. Тоа е проект кој што во минатото бил отпочнат и предлаган, целосно се ревидира, а тоа е целосно затварање на Дебармало, сите 6 влезови во Дебармало. Во моментов истиот, како што кажувам, го ревидираме, ќе имаме неколку состаноци и со град Скопје, но и со сообраќајна полиција, поради тоа што тоа се институциите кои што треба да дадат зелено светло за да го реализираме целиот овој проект. Јас имав средба со СВР Скопје на која што ја дадов предлог идејата. Првично е прифатена, но истата мора да се разработи. При подготовка на самиот проект, Герасимовски вели дека ќе бидат ислушнати и имплементирани мислењата на граѓаните. Оние кои ги анкетиравме даваат целосна поддршка за негова реализација. Често се движам низ овој дел од градот и ја поддржувам таа иницијатива да има повеќе ред во сообраќај и да се пешаците на некој начин заштитени да можат да се движат онака како што треба по улиците. Обавезно, ќе се реши.
ќе се реши многу е овдека не ферма, никој ќе те изгазат и на пешачки, на ништо, возат секакви луѓе, не знам јас. Треба да се изрегулира, да. Одредени делови кај што се ствара најголема метеж и конкретно строгиот центар е најголемиот проблем според мене. Таму треба да се почне со решавање на проблемот за целиот метеж кон цело Скопје. Со овој пилот проект, Дебар Мало неколку месеци прво ќе стане тест зона за овој начин на сообраќаен режим, а доколку се покаже како успешен, Герасимовски смета дека треба да представува трајно решение, а понатаму да се применува и на други фреквентни локации низ општината и градот. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска денеска сподели фотографии од градилиштето на пречистителната станица во Скопје, за која објави дека интензивно се гради. И покрај доцнењето Арсовска вели дека Скопје, кој започна ваков проект во исто време со Подгорица, Приштина и Бања Лука, е во најнапредна фаза на изградба на новата пречистителна станица за отпадни води. Пречистителната станица за Скопје се гради помеѓу општините Газибаба и Аеродром, во близина на населбата Трубарево на површина од над 184.000 квадратни метри и треба да обезбеди примарен и секундарен третман со користење на најсовремена технологија и опрема за биолошки третман на отпадни води во реката Вардар. И вест од УХМР. Топлото време ќе продолжи во текот на следната недела. Мала нестабилност може да се очекува само во среда, кога се можни и краткотрајни врнежи. Во Скопската котлина дневна температура до 32 степен и во почетокот на следнава работна седмица во првите 2 дена ќе се задржи стабилно време. Температурите вообичаени за оваа втора декада од месец јуни ќе бидат во интервал од 27 до 35-36 степени. Скопската котлина највисока дневна температура во следниве денови 34-35 степени, веќе од средината на седмицата се очекува попладневна нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во однос на температурите, значи нема да има некоја позначителна промена. Се гледаме во вечерните вести, останете со Канал 5, имајте убава вечер.